Книга 4, страна А. Божи слуги. Здраво, пријатели! Бог ги љуби и се грижи за сите кои му се послушни и му служат. Слушни ги овие вистински настани додека ги гледаш сликите во жолтата книга. Погледни ја следната слика кога ќе ослушнеш овој звук. Слика 1. Семејство бега од суша и глад. Бог ги создаде сите луѓе, но тие се свртија против него. Потоа Бог го избра израелскиот народ да го запознае него и да го обожаваат. Но понекогаш и израелскиот народ се бунтуваше против Бога. Во нивниот бунт тие обожаваа идоли и лажни богови, како и другите безбожнички народи околу нив. Затоа Бог дозволи војна и суша да му се случи на израелскиот народ, за да ги врати при себе. Едно семејство одлучи да пребега во Моавската земја за да најде храна. И таму живееше 10 години. Таткото умре таму, а двата сина се оженија со Моавки. По извесно време и синовите умреа таму, а мајката остана сама со своите снаи во таа туѓа земја. Слика 2. Ноемина и Рута се враќаат во Израел. Мајката на тоа семејство се викаше Ноемина. Нејзините моавски снаи беа Рута и Орфа. Ноемина одлучи да се врати во Израел, а снаите Рута и Орфа тргнаа со неа. Ноемина им рече: вратете се дома, ќерки мои, зошто доаѓате со мене? Нема да имам повеќе синови кои би можеле да ви бидат мажи? Бог се сврте против мене. Орфа ја полюби Ноемина и се врати кај своите родители. Но Рута решително одговори на Ноемина велејќи: не ме принудувај да те оставам. Каде ќе одиш ти, таму ќе одам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ и твојот Бог ќе биде мој Бог. И така Рута заедно со Ноемина отидоа во израелската покрајина, наречена Витлеем. Слика 3. Рута на полињата за време на жетва. Ноемина и Рута беа многу сиромашни. Рута и рече на Ноемина: дозволи ми да појдам во полето и да доприбирам жито после жетварите во полето, каде ќе ми дозволат. Ноемина и дозволи и таа отиде на поле, каде жетварите го жнеја јачменот. Собственикот на тоа поле беше човек по име Воз. Тој ги праша своите работници за непознатата жена во неговото поле, а тие му одговорија: таа е Моавка, снаа на Ноемина. Воз слушна дека таа била добра кон својата свекрва и виде дека е вредна работничка, па и рече: остани со моите работници додека да завршат со жетвата на јачменот. Тој им рече на своите работници да не ја задеваат и да оставаат јачмен за нив, за таа да има што да собира. Таа вечер Рута и кажа на Ноемина за добрината на Воз, а Ноемина рече: Бог нека го благослови, тој е наш близок роднина. Слика 4. Рута и Воз на гумното. Кога човек ќе умрел во Израел, еден од неговите најблиски роднини можел да се ожени со жената на покојниот. Еден ден Ноемина и рече на својата снаа Рута: морам да најдам сопк за тебе, за да имаш свој дом. Воз е наш роднина. Оваа вечер тој ќе вее јачмен. Затоа изми се и облечи се во твојата најдобра облека
Потоа оди каде што ќе вее тој. Види каде ќе легне. Откако ќе заспие, легни крај неговите нозе. Рута направи точно како што Ноемина и кажа. Кога воз се разбуди, ја забележа Рута покрај неговите нозе. На тој начин, тој разбра дека таа сака да се омажи за него. Затоа воз и рече: Рута, ти ја сторам се што ќе посакаш. Оти секој знае дека си добра жена. Слика 5. Воз разговара со старешините од Витлеем. Воз повика 10 старешини пред портите на Витлеем. Друг роднина имаше право да ја земе Рута прв. Но сите се сложија дека воз треба да ја земе. За да го запечатат договорот, роднината му го даде својот чевел на воз. Ова беше обичај во Израел. И така воз ја зеде Рута за своја жена. Тие добија син, кому му дадоа име Овид. Тогаш жените и рекоа на Ноемина: Славен е Бог кој ти даде внук да се грижи за тебе. Твојата снаа те сака, таа ти вреди повеќе од 7 синови. Пријателе, Рута најде голема радост кога таа му служеше на Бога и на Божиот народ. Овид, синот на Рута, стана дедо на Давид, големиот цар на Израел. Слика 6. Марија и Божиот ангел. Многу поколенија после Рута, Бог избрал и една друга жена за да му служи. Нејзиното име беше Марија. Таа беше потомок на Рута. Марија беше девица која беше верена за маж по име Јосиф. Но пред да се земат, ангел Божи и се појави на Марија и рече: Не плаши се, Марија, затоа што си нашла милост пред Бога. Ќе зачнеш и ќе родиш син, ќе го наречеш Исус. Тој ќе биде велик и ќе се нарече син на Севишниот Бог. Марија му одговори на ангелот: Јас сум Божја слугинка, нека ми биде како што тој кажал. Тогаш Божиот Свети Дух се сипна врз Марија, таа забремени и роди син. Така Марија стана мајка на Исус, Синот Божи. Слика 7. Ана му се моли на Бога. После времето на Рута, во израелската земја имаше жена по име Ана. Нејзиниот маж многу ја сакаше. Но Ана беше несреќна, бидејќи немаше деца. Секоја година тие одеа во Божиот храм во Сило и принесуваа жртви паленици на Господа. При една од тие посети, Ана влезе во храмот и почна да се моли велејќи: О, Господе, ако си спомнеш за твојата слугинка, и ако ми дадеш син, јас ќе ти го дадам тебе за сите дни од неговиот живот. Нејзините усни се мрдаа, додека таа зборуваше со Бог, но нејзиниот глас не се слушаше. Свештеникот Илија ја догледа и си мислеше дека е пијана. Но Бог ја слушна нејзината молитва и нешто подоцна таа роди син и го нарече Самуил. Слика 8. Детето Самуил во Божиот храм. Додека Самуил беше мало дете, Ана го предаде на Бога да живее со свештеникот Илија во Божиот храм во Сило. Илија го учеше Самуил како да му служи на Бога. Илија исто така имаше и 2 сина. Тие беа свештеници како и него, но беа грешни
и затоа Бог престана да говори преку тие свештеници. Една ноќ Самуил лежеше во Божиот храм. Одеднаш Бог го повика неговото име. Самуил се стрча кај Илија и рече: "Еве ме, зошто ме повика?" Илија му одговори: "Јас не те повикав, оди и легни си." Ова се повтори 3 пати. И тогаш Илија разбра дека Бог го повикува Самуил. Затоа му рече на Самуил да му одговори на Бога со следниве зборови: "Говори, Господи, Твојот слуга слуша." Бог му зборуваше на Самуил многу пати и тој стана голем пророк и водач на Израел. Слика 9. Самуил се моли за Израел. Бог ги казни грешните синови на Илија, така што тие беа убиени во битка, а Израел беше поразен од филистејците. Повеќе од 20 години филистејците владееја со Израел. И тогаш Самуил му порача на народот: "Ако се вратите при Господ, отстранете ги туѓите лажни богови, служете му само на Бог, и тој ќе ве ослободи од филистејците." Израелците го послушаа Самуил, па се собраа заедно на едно место. Тогаш Самуил принесе жртва на Бога и се помоли за Израел. Филистејците се собраа да го нападнат Израел, но Бог испрати силни грмежи на филистејците и ги исплаши, па тие избегаа од страв, а Израел ги порази сите. Слика 10. Самуил го помазува Саул за цар. Бог беше вистинскиот цар на Израел, а Самуил го водеше народот во Божјо име. Но народот сакаше човек да им биде нивни цар, како што и другите народи имаат цареви. Самуил не беше задоволен кога го слушна ова, но Бог му проговори: "Самуил, не те отфрлија тие тебе, туку ме отфрлија мене. Послушај го народот и дај му цар." Постоеше младич по име Саул. Тој беше висок и убав. Еден ден Саул отиде да го посети Самуил. Кога Самуил го виде како доаѓа, Бог му рече на Самуил: "Овој е човекот кој ќе владее со народот Божи." Самуил зеде сад со масло и го истури на главата на Саул. Ова беше знак дека тој Саул беше избран за цар. И така 40 години Саул царуваше со Израел. Слика 11. Саул откинува дел од Самуиловата наметка. Амаликиците беа многу злобен народ кој му пакостеше на Израел. Затоа Самуил му рече на Саул: "Слушни го Божјото слово. Уништи ги сите амаликици и се што тие поседуваат." Бог им помогна на Саул и на војската да ги поразат амаликиците, но сепак Саул не ја послуша Божјата заповед и го сочува нивниот добиток за жртва на Бога, а не го убија ни царот на амаликиците. Тогаш Самуил му кажа: "Затоа што не ја исполни Божјата заповед, Бог те отфрли за да не бидеш повеќе цар." Самуил се сврте да си оди, а Саул се фати за неговата наметка и се отцепи парче кој остана во Сауловите раце. Самуил повторно проговори: "Господ го отцепи царувањето твое над Израел од тебе и му го даде на подобар човек." Пријатели, Саул принесе жртва на Бог, но не го послуша Божиот свет збор, Библијата. Сепак беше отфрлен од Бога. Во другиот случај, Самуил беше послушен на Бога и му служеше во сите денови на својот живот. Библијата ни открива дека послушноста му е помила на Бога отколку сите жртви. Слика 12. Исус во Божиот храм. Многу години после Самуил, Исус се роди во Израел.
Марија беше негова мајка, но Бог беше негов татко. Кога Исус имаше 12 години, тој отиде во Иерусалим со Марија и Јосиф. Бидејќи Исус не беше со нив на враќањето, Марија и Јосиф помислија дека го изгубиле, па почнаа да го бараат. После 3 дена, тие го најдоа во Божиот храм, како разговара со еврејските религиозни учители за Бога. Марија му рече: многу се загриживме барајките. Исус им одговори: јас морам да бидам во домот на мојот татко. Кога Исус беше дете како Самуил, знаеше дека треба да му служи на Бога. Исус дојде да ги води сите луѓе при Бог, бидејќи Бог е вистинскиот цар и вистинскиот водач на сите луѓе. Srce ti blagodaram za sve što stori moj sakar Isus. Se radujem što me nareče svoj i nema mesto podobro od tvoja ta. Некои од најголемите луѓе кои некогаш живееле на земјата биле слуги Божи. Нивните животи ја открива тајната на нивната моќ, како Бог ги направил моќни. Погледни ја следната слика, кога ќе го слушнеш овој сигнал. Слика 13. Давид, храбриот овчар. Саул беше првиот израелски цар, но стана непослушен на Господ. Затоа Господ го напушти Саул и не му помагаше повеќе. Постоеше младич по име Давид. Тој се грижеше за овците на својот татко и не се плашеше од никаква опасност, бидејќи веруваше во живиот Бог. Лав му зеде една од неговите овци. Давид го уби лавот и ја спаси овцата. Тој, Давид, создаваше прекрасна музика
и со песни го славеше Бога. Давид стана човек како што Бог сака сите ние да бидеме. Затоа Бог го избра Давид за да биде цар после Саул во Израел. Слика 14. Давид и джинот Голијат. Израелците беа во војна со филистејците. Меѓу филистејците постоеше джин по име Голијат. Тој ги предизвика израелците да одберат човек кој ќе се бори со него. И ако нивниот човек победи, филистејците ќе им бидат робови на израелците. Воспротивно, ако Голијат победи, тогаш израелците ќе им робуваат на филистејците. Израелскиот народ се плашеше од Голијат и никој не се осмели да се бори со него. Но младиот Давид рече: што се замислува тој филистеец, а не го познава ни Господ Бог? Не смее да се заканува на војската Господова. Давид не се плашеше, бидејќи знаеше дека Бог ќе му помогне да го победи джинот. Давид ја зеде праќката и фрли камен право во челото на джинот и го уби. Така израелската војска ги победи филистејците. Слика 15. Саул се обидува да го убие Давид. Во почетокот Саул беше задоволен со Давид, бидејќи го спаси Израел. Народот израелски го сакаше Давид. Тој стана голем војсководец, така што Саул стана љубоморен на Давид и затоа сакаше да го убие. Еден ден Давид свиреше на лира, а лош дух го обзеде Саул и тој зеде копје во својата рака, па го фрли на Давид. Но го промаши и копјето се закачи над зидот. После тоа Саул се обидуваше да го убие Давид многу пати. Сауловиот син Јонатан и други израелци му помагаа на Давид, но сепак Давид мораше да бега во пустината заради прогонството од Саул. Слика 16. Давид го поштедува Сауловиот живот. Саул и неговата војска тргнаа во пустината да го фатат Давид. Навечер, додека Саул и неговите луѓе спиеја, Давид и неговиот пријател Ависај доползеа до Сауловиот логор. Ависај сакаше да го убие царот Саул додека спиеше, но Давид го запре велејќи: Бог ќе го казни оној кој ќе убие Господов помазаник. Давид го зеде копјето и садот за вода кој стоја покрај Сауловата глава. Кога излегува од логорот, Давид извика, ги разбуди сите и им рече: Вие не го заштитивте вашиот цар. Погледнете, еве го неговото копје во моите раце. Давид му се обрати на Саул: Како што јас го поштедив твојот живот денес, така Господ нека го поштеди мојот живот. После овој настан, Саул престана да го гони Давид со цел да го убие. Слика 17. Давид е поставен за цар. Филистејците дојдоа повторно да се борат со Израел. Царот Саул и неговиот син Јонатан беа убиени во битката. Тогаш народот го постави Давид за цар на Израел. Давид си изгради палата во Ерусалим. Бог му рече на Давид: Те зедов од местото каде ги чуваше овците. Те поставив за цар на мојот народ Израел. Ќе те направам поголем од најголемите луѓе на земјата. И така, Бог го направи Давид голем и му даде сила да ги порази сите непријатели на Израел. Слика 18. Давид и Вицавеа. Еден ден Давид се шеташе по покривот на неговата палата. Тој догледа една убава жена како се капе и ја посака за себе. Името на жената беше Вицавеа, сопруга на човек по име Ури, кој беше војник во војската на Давид. Давид спиеше со неа и таа зачна.
Ури отиде на бојното поле да се бори со израелскиот непријател. Давид прати порака до водачот на неговата војска да се осигура Ури да биде убиен во битка. Потоа Давид ја зеде Вицавеја да биде негова жена. Но тоа што го направи Давид беше грев во очите Господови. Им се роди син, но поради нивниот грев, синот кој им се роди им умре. Давид го молеше Бога да му прости за тоа што го стори. Слика 19. Храм за Бог. Давид му сгреши на Бога. Но и покрај тоа, тој сепак го љубеше Бога и сакаше да му служи. Тој сакаше да изгради голем храм за да се прославува Господ во него. Но Господ му рече: не ти дозволувам да изградиш храм за мене, бидејќи имаш убиено многу луѓе. Ти ќе имаш син, неговото име ќе биде Соломон, тој ќе ми изгради храм, а јас ќе го зацврстам неговото царство за секогаш. Давид собра многу материјали за храмот Божи пред да умре. Но Соломон, неговиот син, го изгради храмот. Народот го обожаваше Бога со векови во тој храм и не заборавија дека Давид беше најголемиот израелски цар. Слика 20. Исус влегува во Ерусалим. Околу 1000 години после Давид беше роден Исус. Тој беше потомок на царот Давид. Исусовата мајка беше Марија, која беше девица, а неговиот татко беше семојцниот Бог. Исус беше најголемиот слуга Божии, кој ги поучуваше луѓето на вистината за Бог. Тој правеше чуда преку Божјата сила. Саул и Давид и сите ние сгрешивме во очите Божии, но Исус никогаш не сгрешил. Еден ден тој јаваше на магаре кон Ерусалим. Народот викаше: Осана! Осана! Благословен е оној кој доаѓа во Господовото име. Тоа го извикува бидејќи видоа дека Исус е поголем од Давид. Исус Христос е царот над сите цареви на оваа земја. Слика 21. Птиците го хранат Илија. После Давид и Соломон и други цареви владеја во Израел. Еден од нив беше Ахав. Тој имаше злобна жена наречена Језавела. Таа убила многу од следбениците Божи и ги присилуваше луѓето да се поклонуваат на лажниот бог Баал. Илија беше голем Божи пророк. Тој отиде кај Ахав и му објави: во името на живиот Бог, кој е семојќен, преку Божјата сила, нема да има дожд во следните 3 години. Така Господ испрати голема суша во земјата израелска. И покрај сушата, Бог сепак се грижеше за својот слуга Илија. Бог го испрати Илија при потокот Херит, каде можеше да пие од водата, а птиците му носеа храна на Илија за да јаде. Слика 22. Илија и Божиот оган. Во 3-та година од сушата во Израел, Илија го повика царот Ахав и сиот израелски народ на гората Кармил. Илија им се обрати: ако Господ е вистинскиот Бог, следете го него. А ако Баал е вистинскиот Бог, тогаш следете го него. Заклаа 2 јунци за жртвување. Илија ги предизвика сите: викајте кон вашиот Бог, а јас ќе повикам кон мојот Бог. Оној Бог кој ќе одговори со оган од небото е вистинскиот Бог. Свештениците на Баал викаа кон Баал, играа околу нивниот жртвеник и се сечеа со ножеви, но немаше никаков оган. Приквечер
Илија ја подготви својата жртва, па дури и ја поли со вода. Тогаш се помоли на Бога и веднаш од небото падна оган и ја изгоре жртвата. Сиот народ извика: Господ е вистинскиот Бог. Слика 23. Илија заминува на небо. Илија ги уби сите свештеници на Баал, бидејќи беа лажни слуги Божи. Царицата Језавела му се закани на Илија со смрт. Тој беше уплашен, затоа избега во пустината. Таму Бог го сретна Илија и оттогаш Илија не се плашеше повеќе за својот живот. Илија продолжи да го поучува народот да го обожава единствениот вистински Бог. Илија го избра Елисеј за свој помошник. Еден ден, додека одеа заедно, огнена кочија се појави од небото и ги раздвои. Илија беше однесен во виор на небото. Оттогаш Елисеј не го виде повеќе Илија. Слика 24. Илија со Исус и Мојсей. Во времето на Исус, од прилика 700 години подоцна, Илија се врати на земјата. Еден ден тој се појави на планина заедно со Исус. И Мојсей, големиот пророк кој живееше пред Илија, се појави таму. Тројца мажи ги видоа како светат во сјајот на Божјата слава. Тогаш самиот Бог прозборе од небото. Тој објави за Исус: Ова е мојот син, слушајте го него. Пријатели, Бог и сите големи луѓе од Израел не насочуваат кон Исус. Исус дојде да му служи на народот. Тој умре како жртва, за да го плати нашиот грев. Воскресна од мртвите, за да ни даде вечен живот. Затоа, биди послушен на Исус и прими вечен живот од него. Срце ти благодарам за се што стори мој сакан Исус. Се радувам што ме нарече свој и нема место подобро.